Арсовска мора да сноси одговорност за хаосот кој се случува во јавниот градски превоз во Скопје, порача председателот на Советот на град Скопје Трајко Славески, бидејќи како што кажа, откако владата прогласи кризна состојба и го снабди ЈСП со гориво од државните резерви, градоначалничката во континуитет ги подбуцнува приватните превозници да прават проблеми во скопската метропола. Потреба да свика вонредна седница според Славески нема, а на приватните превозници им порача да не наседнуваат на манипулациите на градоначалничката. Славески побара од Арсовска прво да достави предлог по кој ќе се утврди висината на цената по критериумот остварен километар за приватниот автобуски превоз во главниот град, па потоа да закаже седница. Бараме да достави материјал како што тогашниот градоначалник господинот Коце Трајановски во 2017 година во февруари на 17 страници, значи тоа е овој материјал, на 17 страници доставува до Совет предлог одлука за утврдување на вредност на надоместок за извршени услуги во линискиот превоз на патници по критериумот остварен километар. И тука има формули, цени на гориво и така натаму и ова одлука е се уште во сила. Значи не може со манипулација од типот охрабри се Трајко и слични или фрази Совет на град Скопје да одлучува за нешто за што нема мислење од стручните служби на град Скопје. Доколку приватниците се решат како што најавија да блокираат крстосници, Славески потсети дека во кризна состојба може да дојдат булдожери да ги расчитат блокаторите, а на градоначалничката Арсовска и порача дека доколку ескалира состојбата, владата има мерки и инструменти да го реши овој проблем. Немојте да наседнувате на манипулациите на Арсовска. Таа е непредвидлива жена. Може да го направи истото што го направи со вашите предходници од пред 2 години, кога им ги укина лиценците. Може да останете на улица, може да останете без леп. Доколку ова состојба ескалира заради инаетот на Арсовска, влада на Република Македонија, затоа што е прогласена военна состојба, има мерки, има инструменти да го реши овој проблем. Па во кризна состојба, доколку дојде до блокирање на улиците, се носат булдожери и се расчистува улицата. Советничката од град Скопје Ирена Витина, која е десна рака на Арсовска, рече дека Славески има обврска пред граѓаните да свика вонредна седница. Сметам дека треба веднаш и вечер и утре да свикаме вонредна седница. Сигурна сум дека ќе има кворум и ќе има заинтересираност од сите советнички групи, бидејќи барањето е проследено од советникот, мислењето е доставено од градоначалникот и нема пречка да се закаже вонредна седница, бидејќи околностите се вонредни. Арсовска претходно побара од Славески да ја стави точката за приватните превозници на дневен ред на седница, а потоа заедно со останатите советници да ја разгледаат и да донесат одлука дали ќе поддржат или не зголемување на цената за превоз на приватните превозници.